Добро утро, Јована, за тебе и за гледачите на телевизија Нова, кои ова предпладне го започнуваат токму со програмата на телевизија Нова. Како што спомена, сега е период кога имам впечаток дека сите никако се активираат и практикуваат некаква физичка активност, се со цел да се подготват за на плажа и подобро да изгледаат летово. Но, како што спомена, сега во текот на овој разговор се фокусираме на подготовките. Со оглед на тоа што трчањето е еден од наједноставните, а воедно би рекла и најекономичните активности. Ако додадеме нова дека има и најголем ефект со оглед на тоа што слабееме здраво и се затегнуваме, ова се сосема доволни причини секако. Ако не практикувате некој друг спорт, можете барем да трчате. Иако додадеме дека се одвива во природа, на свеж воздух и на сонце, не треба да зборуваме за бенефитите, се подразбираат сами по себе. Но како да се подготвиме за трчање, особено ако не сме биле физички активни подолг период? Дознаваме не од било кој, туку од националниот првак во атлетика или поточно поконкретно во маратон, вам добро познатиот Александар Кираџиев. Александар, добро утро за тебе. Дали треба пред трчање да јадеме, колку време пред трчање, со што треба да се храниме, бидејќи исхраната е секако битен дел во целиот овој процес? Добар ден и од мене до гледачите на телевизија Нова. Како што напомена во најавата, добро, ја малку ќе го коригирам тој дел, значи не се подготвуваат луѓето, не се подготвуваме ние само за летниот одмор, плажи и така натаму, туку во текот на целата година, нели, правиме нешто добро за нашето тело и организам, односно се чувствуваме добро и да изгледаме пред се добро. Се надевам дека е така. Па да, добро, ние сме со таа идеја и идеологија да постане се поголем, да земе се поголем замав и во нашето општество, инаку во некои други општества е така веќе. А кај нас влегува веќе на голема врата и на моја огромно задоволство е така сега за сега. Се надеваме дека динамиката ќе биде поголема. Врска со прашањето беше за исхраната. Пред трчање се препорачува 2 до 3 часа да се јаде, и тоа да се јаде не така течна храна, затоа што поспоро ја обработува и може да ни направи некој дискомфорт во организмот, односно при трчање, особено на оние повисоки интензитети, може да ни направи и проблеми во стомакот и нормално и откажување на тренингот. Затоа се препорачува да биде некоја по-сува, поцврста храна пред трчање, а она друга храна да се остави за после тренинг. Јас практикувам да биде тоа некој 2 часа до 3 часа, како што реков, така тоа го практикувам и пред трка, тоа го практикувам и пред тренинг, така што останува индивидуално секој да си процени, некој на саат време му е доволно, некој е, да речем, толерантен, например, на лактоза, па може да пие и млеко, може и банана да јаде, некој му треба нешто поцврсто, не знам, луѓе практикуваат лепче, едноставно кремче и така натаму, така што индивидуално останува. Луѓето со текот на деновите, на месеците, на годините ќе осознаат она што највеќе им одговара и ќе го практикуваат на самото трчање, пред самото трчање. Треба да се внесуваат течности за време на трчањето? Апсолутно, сега во моментов кога го правиме интервјуто, значи веќе се чувствува дека доаѓаат оние тропски горештини што ги нарекуваат африкански горештини, особено во овој период. Во телото се случуваат некои сериозни физиолошки промени и од тој аспект треба да се внесува што повеќе течности, односно како што велат, нели, топлината е најголем непријател на спортистите, односно луѓето кои што трчаат. Непријател, нели, во преносна смисленост, сепак треба да се почитува она што телото го налага, односно согласно ние физиолошки промени во самиот организам, да се адаптираме, да внесуваме што повеќе течности пред самиот тренинг. Во текот на самиот тренинг советите се да бидат од 3 до 5 литра течност, меѓутоа сепак пак ќе кажам дека тоа е се индивидуално и тоа како ќе се навикнува човекот со текот на времето, бидејќи човек кој што претходно внесувал 1 литар, например, течност, или па со се малку внесувал, не може да се очекува од него да внесе одеднаш 3 до 5 литра, меѓутоа постепено ќе види како тоа ќе му стане рутина и како самиот организам тоа ќе го бара. Од што зависи какво темпо ќе избереме на трчање? Па зависи од тоа дали се работи за почетник или дали се работи за веќе напреден рекреативец, дали се работи за рекреативец, дали се работи за некој кој што професионално се занимава со трчањето. Е
јас би се ставил во таа категорија. Тоа зависи какво темпо ќе се избере. Јас често им давам совет на луѓето кои што почнуваат со трчање да почнат со ритам, американците тоа го нарекуваат talking pace или ритам во кој што може да разговара додека трчаат и да не се фокусираат на зголемување на ритамот во понатамошните тренинзи, затоа што во понатамошните тренинзи не само што ќе им се зголемува волуменот, односно километражата на трчање, ќе се зголемува и интензитетот, односно брзината, без тие тоа да го знаат, ниту да дадат посебни напори. Така едноставно функционира организмот и сето тоа се нарекува тренинг. Кој дел од денот го препорачуваш за трчање? Пак ќе кажам дека во моментов кога го правиме интервјуто е премногу топло и наредните денови кои што следуваат лето ко лето, знаеме како е во Скопската котлина, дека е навистина топло. Така што препорачувам да се трча или пред работа, пред факултет кој како му се ангажманите, тоа да биде рано во раните утрески часови, пример не знам 6 часот така. Иако веќе и во 6 часот е топло, меѓутоа нека биде што порано и нека биде што подоцна во денот, например после 7 часот, вечерите после 7 часот, бидејќи јас можеби го кажувам ова, не го практикувам затоа што согласно врските како што налагаат, јас веднаш после работа одам во 5 часот да тренирам, меѓутоа за луѓе кои што може да си го организираат времето и поинаку, препорачувам да биде тоа после 7, после 19 часот, затоа што навистина е тешко за организмот да ги поднесе овие тропски температури. Само накратко да ни кажеш каква подлога за трчање препорачуваш? Од два аспекта. Едниот аспект е почитување на велосипедистите, а другиот аспект кој што е прашањето, ќе дадам осврт, е заштита на самите себе си, значи на нозете. Значи она што сакам да кажам е да се избегнува тврдата подлога, односно токму кај што е фокусирана камерата, она трим патеката на поред кеј за трчање. Првиот аспект заради почитување на велосипедистите и оние за кој е намената патеката, а вториот аспект е она да си ги заштитиме нозете и колениците, особено тоа го препорачувам на почетници и на луѓе кои што практикуваат многу километри во нозете, затоа што верувајте дека акумулирани километри даваат огромен стрес, ортопедски стрес на телото и тоа понатаму во текот на времето ќе се провлекува и после известен период меѓутоа сигурно ќе доведе и до повреда. Затоа практикувајте го мекиот дел, да речам, земениот, тревнатиот дел на кеот. Александар, ти благодарам за одвоеното време што беше дел од вестите на телевизија Нова. Благодарам и на вас што сум секогаш гостин во вашата телевизија. А како што можете да забележите, повеќе од очигледно е дека многумина граѓани ги практикуваат советите на лекарите, дека еден од начините да се ослободите од стресот кој го предизвикува современиот начин на живење е пешачењето, возењето велосипед. Многумина утрово на кеот на реката Вардар вежбаат и на справите на отворено, пред контакт со природа, а бенефитите се многу јасни: подобра циркулација и ослободување од негативната енергија од стресот. Студио.